Радмила Шекеринска потврди дека била гостинка во домот на Боки 13 заедно со Катица Јанева, а таму според нејзините зборови разговарала за законот за јавно обвинителство. Се отвора прашањето како Бојан Јовановски би помогнал во пишувањето токму на овој закон. За прашана зошто баш со него разговарала на оваа тема, наместо прецизен одговор Шекеринска реши уште еднаш да ја нападне Алфа телевизија. Шо габарит имал Боки 13 со него да разговарате со таков еден закон? То не ми е. Јас и со вас разговарам. Би сакала да разговарам и со собственикот на вашата телевизија, ама не го знам кој е. Она што е интересно е дека Бојан Јовановски воопшто не беше собственик на еден ТВ, а не фигурираше никаде, ниту како вработен во телевизијата. Собственик и управител таму беше неговиот татко, Миле Јовановски. Алфа ја запраша министерката за одбрана и колку пати била на гости кај Боки 13, но и ова прашање не се допадна на Шекеринска, па се реши да го оценува истото и да го нападне новинарот на Алфа телевизија. Колку пати таму сте биле кај Боки? Јас мислам дека прашањата од овој тип ја кријат суштината. Јас со сите овие луѓе кои што ги говорите, како и со вашите колеги од телевизијата и од другите, сум се среќавала на 1001 настан. А интересот ваш покажува само дека на едното уво слушате, а на другото не слушате. Многумина не веруваат дека Шекеринска со Јовановски зборувала за законот за јавно обвинителство. Бура реакција има на социјалните мрежи, едно од оние која нападнаа министерката е и Софија Куновска, која во минатото беше на високи партиски функции во СДСМ. И сега, има разлика од Горде и Рада? Има, во фризурата. Електроинженер, министер за одбрана, во дом на криминалец разговара за реформи во правосудството. Како да не поверуваш? Шекеринска не е единствената од СДСМ која била на гости во домот на Јовановски. Во текот на судскиот процес за рекет беше откриено дека таму гости биле и Венко Филипче, Александар Кирацовски и Стефан Богоев.